Весна, ти благодарам што ја прифати поканата да говориш денеска за емисијата Мој збор. Говориме на тема жени кои што дали исклучителен придонес, односно постигнале високи резултати во областа на спортот. Македонската јавност тебе те знае како врвен и истакнат професионален спортист во областа на атлетиката. Ти мене секогаш си ми драг гостин затоа што со тебе имам широк спектар на теми кои што можам да опфатам во интервјуата, па зборуваме за општество, зборуваме за спорт, па и за литература, нели? Со однос на тоа дека си автор на 2 книги, ќе зборуваме и за книгите, нели, во продолжение. Меѓутоа, за почеток сакам вака попрофилно да те представиме на нашите гледачи, односно на македонската публика и да раскажеме за твоите почетоци, за твоите успеси, за твоите резултати. На почеток, како воведно прашање, би сакала да те прашам кога се роди таа идеја да се занимаваш професионално со атлетиката и кога ти откри всушност дека имаш желба и амбиција да се занимаваш со овој спорт. Благодарам прво на поканата, на одвоеното време, задоволство ми е. Исто како и на тебе, мене секогаш ми е задоволство со тебе да разговарам. Што се однесува до моите почетоци, уште кога бев сосема дете, некаде на 12 годишна возраст, всушност мојот брат Александар, кој што исто така е познат атлетичар, ајде ќе кажам, во Македонија, почна да се занимава прво со фудбал, потоа поради една трка на која што повеќе се истакна како млад талент, го препозна тренерот тогаш, нашиот тренер, сега покоен Методија Веновски, откако тој почна неколку тренинзи на градскиот стадион, јас дојдов чисто како придружба да видам што всушност се случува, како изгледа градски стадион, затоа што тогаш сме нели се уште деца, се ни интересно и ново. Тогаш и мене ме пронајде, како да кажам, ме препозна тренерот Методија Веновски, ми направи неколку тестирања и ми кажа како супер, одлично, мислам дека имаш одличен потенцијал и нели како секое мало дете кое што ќе ви каже некој дека за нешто сте талентирани, веднаш ви се пројавува некоја возбуда, така амбиција. Тогаш мислам дека во тој момент беше клучно да се одлучам дека да, зошто да не пробам. И од тогаш веќе заглавив во атлетиката, до ден денешен веќе 20, веројатно оваа година 25 години правам. Имаше ли представа во тој момент кога се раѓаат тие почетоци и твојата примерна идеја дека ќе се занимаваш со атлетиката, дека еден ден ќе бидеш врвен спортист и професионалец и дека ќе те препознаваме сите како еден од најуспешните спортисти во доменот на атлетиката во Македонија? Па најверојатно не, затоа што кога сте дете чисто одите повеќе за дружба, за задоволство. Секако дека имав амбиција уште тогаш, затоа што така бевме компетитивни, самиот тим беше доста голем и сите беа успешни. Имав чест прилика во тоа време, нели како млад допрва откриен талент да тренирам со тогаш најдобрите спортисти, со рекордерите, со репрезентативците на Македонија во тоа време во атлетика и тогаш се беше за мене како со супер звезди, да се дружам, да се занимавам со спортот и беше навистина предизвик да се докажам пред нив. Секогаш гледавме да бидеме подобри, па дури тренерот неретко ќе ни кажеше полека успори, не си на тоа ниво се уште, затоа што кога си дете немаш перцепција колку е заморно, колку е многу, колку е малку. Така што таа компетитивност, и мислам дека е тоа здрава компетитивност, мислам дека е потребно посебно сега кај новиве генерации што се сега деца да се врати тој дух, затоа што се повеќе некако како да се губи, некако како дури самите ние возрастните родители, тренери, како да ги оставаме децата на тоа некое ниво. Добро, не мора толку да се мачите, не мора таа компетитивност некако не се развива, не се храни на ниво да не се чувствуваат децата некако навредени ако изгубат. Меѓутоа, ако изгубиш, треба тоа да биде, барем за мене, кога јас сум била дете, било предизвик да работам понапорно за да победам. Сега некако малку како тоа да изгубе, некако сите добиваме на финиш медала и се губи чувството за напредок. Така што тоа мислам дека фали.
треба да се работи на тоа. Во својата прва авторска книга Издржи кралица, објаснуваш, која што има и можеби полубиографски моменти, затоа што ги споделуваш и своите лични искуства во процесот на твојот професионален развој во атлетиката, баш потенцираш дека развојот, спортскиот развој во областа на атлетиката е еден процес низ кој што секој треба да помине, со што се требаше да се соочиш, можеби одземање на слободата, редовни тренинзи на кои што се посветуваше, здрава исхрана, можеби водеше малце поспецифичен живот кој што претпоставува некои други поинакви навики од твоите врсници, од твојата генерација и која беше твојата крајна цел? Која беше таа внатрешна мотивација, нели сите сакаме да откриеме која е таа внатрешна мотивација која што спортистите ги прави посебни и толку посветени, па еве сакам твоето лично искуство да го слушнем. Да, всушност имаше моменти кога, па и често и тоа ме прошува, дали имаше многу жртви, точно е тоа, меѓутоа јас никогаш, дури ни сега, дури ни тогаш, не го чувствувам дека нешто жртвувам од своето време, дека ете не излегувам навечер до доцните часови со друштво по дискотеки. Едноставно тоа ми беше начин на живот како што ми е и сега и не го чувствувам дека нешто сум скратила за да сега добиам или не добиам било што. Туку едноставно тоа била мојата предалба. Тоа ми правело повеќе задоволство отколку останување доцна навечер или рано наутро во дискотека и од тој аспект не го чувствувам како жртва, туку едноставно како нешто со некоја долгорочна цел. Што се однесува до тоа што всушност ми било како двигател, додека бев ете како помлада атлетичарка и како дете секогаш, посебно за нас атлетичарите, крајна цел се Олимписките игри. Олимписките игри бидејќи е нешто што започнало токму од атлетиката како кралица на спортовите, секогаш е најголем предизвик било за мене како и за сите атлетичари, па верувам и спортисти генерално. Така што тоа ми била една крајна цел и сум се гледала себе си на Олимпијади, иако за жал поради сплет на околности, иако јас верувам дека заслужив да бидам таму, ете, поради разен сплет на околности не бев земена во тој олимписки тим на Македонија. Сепак сега од оваа перспектива мислам дека она што повеќе ми било мотивација од тоа да се видам долгорочно е себе си како некој кој што го има покрај таа платформа, како што сум се замислувала како македонска олимпика, да добијам некој вид на глас, на прилика, кога луѓето ќе речат ајде да ја слушнеме Весна што има да каже, па таа стигнала на Олимпијада. И некако тоа го замислував дека така би одел, дека ако јас не успеам да отидам на Олимпијада, луѓето нема да ме сваќаат сериозно, дека мојот глас нема да биде сватен сериозно, дека јас како атлетичарка ќе бидам па добро уште една атлетичарка. Меѓутоа сега гледам дека да, тоа ми било некој вид на платформа да се издигнам, меѓутоа сето тоа пропратно што ми следало претходно, самиот напор, самите тренинзи, самата посветеност, упорност, пишувањето, издавањето на книги, сето тоа било дел од тој процес на моја надградба и растеж, развој, кога веројатно со текот на периодот и на сите тие години посветеност, упорност, претпоставувам дека остави некој трак, па луѓето сега повеќе обрнуваат внимание на тоа што јас сум сакала и што се уште сакам да го кажам и мојата борба која што и понатаму продолжува за подобро иднини во спортот и генерално на Македонија, така што мислам дека и покрај тоа што крајната цел Олимписките игри не ми е остварена, мислам дека се уште сум на правиот пат до онаа вистинска долгорочна цел која што сум се замислувала за себе. Сепак атлетиката ќе го врати своето достоинство, колку борби уште те чекаат тебе и дали самиот спорт воопшто и твојот начин на живот и твојот начин на размислување и битисување го разбираш како една внатрешна борба која што треба да искри, односно резултира со некоја промена за подобра иднина, сили утопист? Па, зависи од денот. Да, има доста работа, навистина има доста работа, посебно во спортот, посебно во атлетиката во Македонија. Самото тоа што голем дел од луѓето знаат и да ми кажат, па зарем постои атлетика кај нас.
Тоа ми кажува дека имаме навистина проблем со спортот, со промоција на атлетиката. Веќе сега како што сум и повозрасна, сметам дека тоа е еден вид на моја одговорност, дека јас треба повеќе да работам за промоција на атлетиката и на спортот во Македонија. Исто така си инспиративна и како спортист со врвни достигнувања и резултати, меѓутоа и твојата личност секако е многу инспиративна и податлива за младите луѓе кои што сакаат да се занимаваат со спортот и со атлетиката, па еве сакаат да се идентификуваат со твоите ставови, сакаат да ги слушнат твоите мислења, можеби те гледаат и како лидер и водич во тоа поле на личен развој, процес на професионално станување на спортисти. А доживуваш ли можеби својот јавен настап или своето искажување на ставови со една значителна педагошка, можеби одговорност, затоа што знаеш дека многу млади луѓе кои што се на своите почетоци се инспирираат од твојата приказна и се идентификуваат со твојата борба? Па да, искрено се надевам дека е така, дека она што го говорам, што го пишувам, што го кажувам, води некаде, дека е слушано, и дека се наоѓа некој дали како инспирација, дали како водич. Се надевам дека тоа е така, затоа што навистина тоа што го зборувам пред се од свое искуство, меѓутоа и од голем број на искуства кои што сум ги прочитала, кои што сум ги стекнала со луѓе со кои што директно сум разговарала од секаде од светот, така што мислам дека би било добро доколку на некого навистина му помогне и тоа што го пишувам и она што го кажувам ети преку своите излагања, интервјуа, така што мислам дека би требало да биде ислушано, затоа што пак ќе кажам нешто што е стекнато како искуство од пракса, од многу учење и од многу работа. Мене посебно ме фасцинира моментот кај професионални остварени луѓе кои што се секогаш многу скромни и ја забележувам таа скромност и во твоите одговори покрај тоа што си истакнат професионалец и докажана во она што го работиш во својата област. Навистина инспиративен разговор денеска проследивме за нашите гледачи. Јас уживав лично. Ти благодарам многу што ја прифати поканата и се надевам дека ќе имаме уште многу прилики да разговараме. Ти благодарам и на тебе, прекрасен разговор навистина.